реплицирате доколку имавте одредено прашање. Тоа е моја работа, зашто ќе се јавам. Затоа го злоупотребуваме процедуралното, вие злоупотребивте и јас злоупотребувам. Како прво, господинот Бујар Османи бил министер и во нашата влада. И тоа не беше битното. Битното беше дека тука седат колеги кои што не отворија уста да кажат еден збор. Не се обратив јас на вас, а вие, ако тоа лично го сваќате, тоа е друга работа. Од друга страна, тука има представници од Министерството за надворешни работи, кои што исто така заедно учествуваат во работата на министерот. Оваа влада не е составена само од албанци, има и македонци. Јас зборам генерално дека оваа влада не може да ги... Јас кажувам дека вие немате интерес за тоа што не ги чувствувате работите кои што ги чувствуваат македонците. Па зошто не се јавивте тогаш за збор? Значи, поентата беше на тоа дека ако немате тука доблест да излезете на говорницата и да кажете кои се вашите ставови, дали вие се согласувате со ваквите преговори кои што во моментот ги прави или гледаме од медиумите дека се прават, додека министерот тука молчи, тогаш нема зошто да разговараме. 2 часа ние тука држиме, цело време говори, ниту еден од вас не се јави на ниту една реплика. Затоа што очигледно се согласувате со нашите ставови, меѓутоа сте дел од оваа влада и не можете да излезете и да кажете. Па срамота е тоа и срамота е што сте пратеници и што представувате граѓани.